Прво издание на Дневникот на Канал Плюс, половина час за најактуелните денешни случувања, од кои во најавата издвојуваме. Во источниот регион, трговската компанија Kitgo е рекордер во вработување на млади лица до 29 години, користејќи ја мерката на владата на Република Македонија. Од денес во Штип започнуваат отворените денови со граѓаните во Централниот регистар. Средба со граѓаните ќе има и директорот Андреја Поповски. Во Штип од утре паркинг места ќе се наплаќаат од судот се до местото каде некога се наоѓаше сладкарницата Пролече. Во источниот регион трговската компанија Kitgo е рекордер во вработување на млади лица до 29 години. Поволностите од оваа мерка фирмите ја користат за нови инвестиции, проширување на бизнисот и зголемување на бројот на вработените. До сега преку оваа мерка на владата на Република Македонија се вработиле 10.750 лица во 5.200 фирми. Трговската компанија Kitgo од Штип е една од најдобрите фирми во земјава во користење на мерката за вработување на млади лица до 29 години. До сега има вработено 151 лица со помош на бенефициите кои ги нуди оваа мерка. Само во Штип 930 млади луѓе се вработиле во приватни компании, а на ниво на Македонија 5200 фирми ја искористиле мерката за да вработат 10.750 граѓани до 29 годишна возраст. Оваа компанија досега преку оваа мерка за вработување на млади лица со една година ослободување од плаќање на социјални придонеси и персонален данок и дополнително уште една година обврска да ги задржат на работа младите луѓе кои што ги вработат или пак мерка која што ја нарекуваме 1+1. Досега само во оваа компанија во Штип се имаат вработено 151 младо лице, што е голема и многу важна. Можноста за ослободување од плаќање на социјални придонеси во текот на една година, некои од сопствениците ја искористија за нови инвестиции и проширување на својот бизнис, како и зголемување на бројот на вработени. Пред овие инвестиции имавме 30 малопродажни објекти, сега отвараме нови 20. Kitgo е присутна во 13 општини во Република Македонија, така претежно сме стационирани во источниот дел на Македонија и делот централниот, јужниот, Неготино, Кавадарци, Гевгелија, така да како тенденција, како компанија се надеваме со вакви подршки дека и ние нашиве цели побрзо ќе ги оствариме. Над 10% од вработените преку мерката за млади лица до 29 години се во штипското стопанство. Целта на локалната самоуправа е во Штип да нема невработени луѓе. Мислам дека овој пример да Штип ја искористил оваа мерка на владата на Република Македонија најдобро во државата и некаде над 900 лица се вработени по оваа мерка покажува дека над 10% од сите вработени по оваа мерка во државата се во Штип. Тоа покажува дека штипскиот бизнис знае да реагира на добрите политики на владата, на стимулациите кои ги дава владата и сум убеден дека тоа ќе продолжи до март идната година, така да тенденцијата сите оние млади кои барат работа си го најдат своето место, сами да допринесуваат за себе и за своите семејства, а владата само ќе помага во тој правец. Мерката за вработување на млади луѓе до 29 години, работодавачите ќе може да ја искористат до март 2016 година. Општина Берово спроведува проект со кој ќе се инсталира парен котел за затоплување на просториите во бизнис инкубаторот. Средствата се донација за реализација на овој проект. Бизнис инкубаторот во Берово наскоро ќе добие парно грејење. Општината спроведе проект преку кој обезбеди средства за инсталирање и поставување на парен котел, со кој ќе се затоплува зградата во која што се организираат разни работилници со станоци и пригодни свечености. Тоа се работи за средства кои се донација и мислам дека проектот е во завршна фаза, средствата се одобрени од страна на донаторот, тука и ние како општина имаме учество и јас морам да кажам дека заради превисоките цени кои ги имавме при самата изградба на бизнис инкубаторот и реконструкцијата на поранешната сала Партизан, не беа доволни средства за инсталирање на парно грејење. Еве сега најдовме нов донатор, се работи на тоа и мислам дека
тендерот е завршен, парниот котел се спрема да биде граден и ако до сега тоа беше недостаток на тој убав објект, еве од скоро време ќе имаме објект кој ќе биде обезбедено и затоплувањето со вградувањето на системот за грејење. Денес во општина Штип започна специјализирана обука за мултисекторскиот тим кој работи на случаи на семенонасилство. Обуката се однесува на имплементирање на законските решенија кои се воведени на почетокот на годинава со новиот закон за превенција, спречување и заштита од семенонасилство. Во обуката се вклучени професионалци од повеќе институции задолжени за оваа проблематика, и тоа Министерството за труд и социјална политика, секторот за внатрешни работи, судот и невладините организации. Семејното насилство не е резултат на бојата на кожата, образованието, социјалниот статус. Жртва може да биде секој, а во Македонија најчесто тоа се жените. Со цел да се поттикнат и охрабрат да го пријавуваат насилството, од 1 јануари годинава стапи на сила Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, кој меѓу останатото предвидува и мултисекторски пристап во превенција и адресирање на проблемот. Законските мерки се резултат на заедничка соработка на UNDP со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, здравство, образование. Во овој закон имплементирани се стандардите на Истанбулската конвенција и Конвенцијата на Советот на Европа за анимација на родово базирано насилство. Една од клучните измени е отстранувањето на насилникот од домот по брза постапка, се со цел да се елиминира ризикот при силниот ризик на насилство и да ги превенираме оние случаи кои што минатата година беа прилично присутни, например кавадаричкиот случај на фемицид кој што беше проблематичен. Втората измена, една од поголемите измени во законот е мултисекторскиот пристап. Кај имаме и мерката за вработување. Овој закон предвидува во членот 12 посебна мерка за вработување, приоритетно вработување на жените жртви на семејно насилство во активните мерки за вработување на владата на Република Македонија. Настовска истакна дека според податоци од секторот за внатрешни работи од Скопје, бројот на пријавување на семејно насилство е зголемен, што значи дека жртвите се посигурни и охрабрени да се спасат. Што се однесува до Штип и регионов, од едукативно-хуманитарната организација ЕХО, која се занимава со семејното насилство и им пружа правна помош на жртвите, дознаваме дека за разлика од минатата година бројот е намален. Текот на оваа година имаме околу 76 случаи на семејно насилство, значи не е крајот на годината, за сега се толку. Вообичаено годишно кај нас се движат околу 100 случаи. Во поранешните години сме имали поголем број на пријавени случаи. Мислам дека најголемиот број на пријавени случаи во една година беше 140. Сега се надеваме дека или тенденцијата е намалена на семејно насилство, на појава на семејно насилство, тоа би била подобрата опција. Полошата опција би било дека не пријавуваат, зашто нели се и овие кампањи каде што ние ги охрабруваме жртвите на семејно насилство да го пријавуваат семејното насилство. Денес на пресконференција во општина Штип за нов директор на 31-то издание на Макфест е избран Љупчо Мирковски, диригент на Ревискиот оркестар на Македонската радиотелевизија и уметнички директор на Макфест од 91-та до 93-та година. Љупчо Мирковски е добро познат лик на сите кои го следат Штипскиот фестивал на забавна музика Макфест. Последниве неколку години како диригент на Ревискиот оркестар на Македонската радиотелевизија, претходно како дел од авторскиот тим на повеќе макфестовски песни, а уметнички директор на Макфест бил од 91 до 93 година. На денешната пресконференција најави враќање на стариот сјај на Макфест, односно интернационалната форма која некогаш ја имаше. Не би било тоа некоја интернационална вечер, па тие да се такмичат со нив, туку да се учествуваат на конкурс со другите композитори и другите пејачи, да си се такмичат, да си се надпреваруваат со другите пејачи. Како порано што беше, да. Тоа ќе биде резултати на учеството на Мирковски во тимот која представуваше Македонија на Евровизија, каде веќе разговарал со неколку композитори и пејачи од повеќе европски држави. Во разговор со нив, онака неврзан, уште не ни знаев дали ќе бидем избран на ова место. Има многу големо расположение да учествуваат луѓе, например, зборував со тие од Ирска, од Малта, од Англија, од Еременија, од Азербејџан,
Така да многу се расположени, јас им кажав како изгледа фестивалот, им кажав што значи фестивалот што значи Макфест за Македонија. И тие се расположени да дојдат да учествуваат овде. Конкурсот за пријавување песни за Макфест 2016 е во тек, а фестивалот наредната година ќе се одржи во истиот период како годинава. Датумот и одредени технички особености за најновото издание на Макфест се уште не се конкретизирани. Сдруженијето на уметници од Виница 10-годишното постоење го одбележа со нова изложба, на која беа презентирани дела од 7 членови на Сдруженијето, како и од неколку студенти. 7 различни автори, 7 различни перцепции на нашето обкружување, рефлектирани низ боите на уметноста, 10-та година поред функционираат како Сдружение на уметници Сите творат и креираат во различни услови и на различни места, некои надвор од државата, но секогаш наоѓаат простор и време делата да ги конципираат во заедничка изложба и своето творештво да го презентираат барем еднаш годишно пред своите сограѓани. Јубилеот 10 години постоење го одбележаа со отворање на изложбата со нови патеки, во која сите 7 автори понудија мал дел од својот најнов творечки опус, вклучувајќи дела од неколку млади уметници и студенти. Сдруженијето на уметници од Виница веќе 10 години обстојува. Ова е една мала јубилејна изложба, каде што се представени членовите на Сдруженијето и неколку гости околу самата изложба. Сдруженијето активно веќе 10 години како е дел од културните збиднувања во општината, поддржува секакви проекти кои се од доменот на уметноста, неколку ликовни работилници во текот на летото. Доследни на својата независност и предпознатливост, со своите нови композиции, уметниците од Сдруженијето повторно ја импресионираа културната јавност. Понудија дела кои не подсетуваат на скапоцени предмети, кои освојуваат со својата непосредност и вистина на доживувањето, а истите на увид на јавноста ќе останат во следните неколку дена, пошто ќе бидат изложени и низ други градови, како и во соседна Бугарија. Централниот регистар од Штип денес имаше отворени денови со граѓаните на кои присуствуваше директорот Андреа Поповски. Централниот регистар отворените денови оваа година ги започна од Штип и Кочани. На овој начин ги запознава граѓаните со новините кои произлегоа од измените во Законот за трговски друштва, едношалтерски систем и водење на трговски регистар. Исто така граѓаните може да побараат одговор за се оно што е поврзано со работата на Централниот регистар, како и тоа да посочат идеја за воведување на нови услуги. Овие отворени денови позитивно досега имаме позитивно искуство, бидејќи гледаме дека покрај поставените прашања многу пати се случува корисниците, односно странките да дадат предлози, идеи за подобрувањето на работата во Централниот регистар, односно да дадат идеи за воведување на нови услуги, околу издавањето на податоците, околу олеснување во постапките за упис и така натаму. Впрочем, доста од идеи кои што досега сме ги имале од странки, односно од корисниците на нашите услуги, сме ги имплементирале и истото би го правили во наредниот период. Од минатата година сите оние што сакаат да отворат фирма, тоа може да го направат по електронски пат или преку регистрациони агенти и целата процедура е бесплатна. Во земјава има вкупно 700 регистрациони агенти, а бројката ќе биде поголема, бидејќи во текст се обуки на лица кои ќе вршат упис на фирми. Постапката е поедноставена и се одвива во само еден чекор. Со посета на регистрационен агент, односно лица кои што согласно законот имаат овластување да прават, односно да вршат упис во Централниот регистар, да вршат конвертирање на хартиената форма на документите во електронска и со електронски подпис да ја поднесат, односно да ја поднесат во системот за Централниот регистар. Инаку да кажам, со ова воведување на категоријата регистрационен агент, целата постапка се одвива во само еден чекор. Централниот регистар во изминатиот период изврши
промена на тарифата и надоместо кој што беше за уписот на основање сега се е 0 денари, односно Централниот регистар не наплаќа надомест за упис на основање. Според податоците на Централниот регистар за 50% е зголемен бројот на ново оформени трговски друштва. Минатата година отворени се 6400 нови фирми, а затворени се 4700 трговски друштва. Во тек е бришење на фирми кои подолго време не се активни, односно биле основани во почетокот на 90-тите години. Во Штип од утре паркинг места ќе се наплаќаат од судот се до местото каде некогаш се наоѓаше сладкарницата Пролече. Цените за наплата остануваат исти како и досега. Значи ги известуваме граѓаните дека од утре 1 декември 2015 година на потегот од судот до Пролече ќе започне со наплата на паркинг просторот, односно јавното предпријатие ќе постапи согласно одлуката од Советот која што е донесена и патем да кажам дека цените за наплата остануваат исти како и во другите паркинг простори на град Штип. Општина Штип подготвена за денот на дрвото, закажан за среда 2 декември. Предвидено е да се заседат 160.000 садници и багрем. Значи ги повикуваме граѓаните на општина Штип масовно да излезат во 2 турнуса, односно во 9 часот и во 11 часот. Ќе бидат обезбедени автобуси од пред општина Штип, кои што ќе се бидат упатени до местото каде што ќе се пошумува, тоа е Клиси Бајр или над Новакова чешма. Планираме да посадиме 160.000 садници на багрем, обезбедени од страна на Македонски шуми и од асоциацијата Ден на дрво 2015 година. Во среда на 2 декември во Кочани ќе се спроведе 16-тата акција Ден на дрвото засадија својата иднина. На локацијата над фабриката за вода на површина од 3 до 4 хектари се планира да се засадат околу 6.000 садници чемпрес и багрем. Акцијата ќе започне од 9 часот, а во неа ќе учествуваат вработените во јавните и во приватните институции, ученици од основните и од средните училишта и граѓаните на Кочани што сакаат да дадат придонес во озеленувањето на околината. Годинешното мото на акцијата е засади успех и тоа всушност се однесува на сите досега реализирани акции, во кој процентот на зафатеност на засадените дрвја е 60%. 2 декември ќе биде неработен ден за сите граѓани на Република Македонија, денот за одработување дополнително ќе биде утврден. Се бара лицето Трифун Арсов од село Грлан и Виница на возраст од 80 години, кој не се вратил дома од 9 ноември. Последен пат е виден на автобуската станица во Виница исто така на 9 ноември. Бил облечен во бунда со крзно и чизми на нозете. Доколку имате било какви сознанија или информации, јавете се на телефонскиот број 077 671 780 или 070 764 686. Турција и Европската Унија се договорија секоја година да спроведуваат по 2 средби и да го забрзаат процесот на пристапување. Утврдено е кога ќе се поведе безвизен режим за патување во Европската Унија. Во март ќе го представиме првиот извештај. Во јуни ќе влезе во сила договорот за враќање на бегалците и мигрантите, а во октомври ќе се воведе безвизен режим. Изјави Давутоглу за време на пресконференција. Давутоглу исто зборуваше и за прашањето за кризата со миграцијата и износот од 3 милиарди евра кои Европската Унија ќе ги одвои за Турција. Американскиот председател Барак Обама, кој во текот на ноќта пристигна на аеродромот Урли за да учествува на денешното отворање на конференцијата за климатските промени, директно замина пред Батаклан за да им одаде почит на жртвите од терористичките напади. Обиколен со обезбедување, Барак Обама остана долго пред концертната сала. Тој беше придружуван од председателот Франсуа Оланд и од градоначалничката на Париз Ане Идалго. Сите тројца положија по една бела роза во сеќавање на жртвите. Во Париз денеска почнува 21-та меѓународна конференција на Обединетите нации за климата на која се очекува да учествуваат 150 председатели или владини представници од држави од целиот свет.
Целта на конференцијата е да се постигне историски глобален договор за борба со затоплувањето со ограничување на емисиите на штетни гасови. Средбата ќе се одржи во конференцијскиот центар на Бурже во северно предградие на Барис. Учесниците најавија дека ќе направат историски договор за да се избегне катастрофално глобално затоплување на климата, а францускиот министер за надворешни работи апелираше до сите учесници во преговорите да действуваат хитно и да бидат подготвени на компромиси. Официјално име на конференцијата за климата е годишна конференција на државите од Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени. Конвенцијата беше прифатена на средбата на врвот на Рио во 1992 година. Од тогаш секоја година државите по конвенцијата се собираат на различни места во светот за да разгледаат како се применува. Конвенцијата стапи на сила во март 1994 година и сега има 196 членки. Речиси нема седмица, македонскиот вундеркинд Кристијан Воденски, кој се надпреварува во повеќе спортски дисциплини во Германија, да не забележи некоја победа. Последната 10-годишниот македонец, инаку член на клубот MMA Spirit на турнирот кој се одржа во Штутгарт, Германија, на поени го совлада својот противник по потекло од Косово, Леон Ренк од клубот Мехмеди од Азбах. Неговата апсолутна доминација во неговата категорија ја покажуваат титулите, меѓу кои во конкуренцијата ИСКА и ВАФМС. Исто така во текот на изминатиот викенд Воденски оствари уште една победа и во борење грчко-римски стил, а неговиот клуб Грисхаим ќе се бори за титулата во детската лига во областа Есен на 27 декември оваа година. Тој досега во грчко-римски стил во неговата екипа е единствениот непоразен надпреварувач. Со резултат 67-50, женскиот кошаркарски клуб Клупскиот Делчево во шестото коло од првата кошаркарска лига во женска конкуренција успеа да му го нанесе вториот пораз на второпласираниот тим Студент од Скопје. Домашната екипа, иако некомплетна, без најискусната Марија Видикова Николич, Ана Догазанска, Ирена Ристова и Елена Алексич, но со повратничките по една сезона во клубот со кој го освоија и купот и 3 сезони редеа само успеси, репрезентативката Ванеса Василевска, како искусната Елеонора Георгиева Атанасова, започна доста добро и за 2/4 направи предност од 22 поени. Во тој период репрезентативката Ванеса Василевска, на која ова и беше прва средба, бидејќи имаше професионални обврски во Италија, постигна 17 кошеви и на одмор екипата на клубски замина со предност 40-18, за да во вториот дел се разигра Снежана Николовска, која даде вкупно 22 поени, од кои 6 тројки. Во составот на клубски добар настап има и Елеонора Георгиева со 8 поени и Нарашова која постигна 7, но имаше и добра игра во одбрана. Исто така, успешен поединец на надпреварот беше и Стефанија Костадинова со 6 постигнати поени. Во останатите резултати од шестото коло, тимот на Бадел го совлада Шкупи со убедливи 125-36, додека Лотос на домашен терен славеше над тимот на Вајс Профил со 68-37. Ова е се во ово издание на Дневникот, второто издание во 20 часот. До тогаш, секое добро.